Седна во премиерската фотелја, ја презема владеачката партија, потпишува штетни договори за државата, насила турка уставни промени против волјата на граѓаните, а ниту еднаш се нема соочено со нив на избори. Премиерот Ковачевски нема никаков легитимитет да ги турка измените на уставот насила и да оди против волјата на над 80% од граѓаните и при тоа да бега од избори. Според експертите, Ковачевски слуша се, но не и граѓаните. Актуелниот премиер, како што може да го гледаме според изјавите и на одредени пресконференции, и на одредени телевизиски гостувања и јавни настапи кои го има, тој вели дека е спремен да ризикува и да оди против, условно речено, волјата на народот, затоа што смета дека тоа се големи чекори, големи одлуки кои тој ги е спремен да ги превземе. Но да не забораваме една исклучително битна работа. Истиот тој премиер, истиот тој претседател на најголемата владеачка актуелна партија, не го влечи својот легитимитет директно од граѓаните. Претпоставувам дека токму ради тоа, него му е поголема, да кажеме, и самоувереност дека може да прави што сака. Тој едноставно по дебакот на локалните избори кои СДС го доживеа пред нецели 2 години, по оставката на Заев и најдобар дел од неговото обкружување, тој буквално е доби и партијата и владата на тацна. Иако по секоја логика во услови на политичка криза, како сегашната, изгледот се бара во предвремени избори, тоа не е случај во Македонија. Власта сега по секоја цена бега од предвремени избори и купува време зашто е потоната во корупција, смета поранешниот министер и политички аналитичар Джевџет Харедини. Според него, со оваа власт треба внимателно да се организираат изборите, бидејќи тие ќе направат се што треба само да останат на тронот. Во никој случај Македонија не може да излезе од криза доколку избори организира актуелната власт, барем не повеќето од нив. Затоа што тие толку време, толку многу се мешале во корупцијски скандали, а бидејќи знаат дека ако се промени изгубот на изборите ќе треба да завршат во затвор, тие ќе прават све и поголеми скандали во секоја цена да прво изборите да се одржат тога кога ќе морат, а и тогаш ќе прават други скандали за да обезбедат услови и гласови да останат и натаму на власт. Според Харедини, не беше потребно да се чека фијаското со уставните измени, туку Македонија веќе одамна беше зрела за предвремени избори, затоа што освен граѓаните и Европската унија и САД тешко се справуваат со оваа власт. Тоа ми се чини го гледат и самите и представниците на Европската унија и Америка. Меѓутоа и тие се нашли со овие наши политичари во крајна незгодна ситуација. Тие зборуваат едно јавно, тие јавно му викат дека не смееш да употребуваш знаменце европско за носење на коруптивни закони и така натаму. Тие Ковачевски со својот прв така наречен заменик одат и го употребуваат знамето. Минато неделната собраниска седница докажа дека власта нема мнозинство за менување на уставот. По ова, единствен излез од ќорсокакот во кој ДУИ и СДСМ ја втурнаа Македонија е распуштање на собранието и предвремени парламентарни избори.